Добар ден и од мене, во моje име и во името на колегите. Добро дојдовте на денешната пресконференција, која што е посветена на најновите макроекономски проекции на Народната банка. Само да видам. Добро. Како што сите знаеме, при се уште присутна пандемија, на почетокот на оваа година, светот се соочи со уште еден шок од неекономски карактер, тоа е војната во Украина, кое што беше проследено со воведување на остри економски санкции против Русија од страна на западните земји. Овој неекономски шок има значајни економски ефекти врз глобалната економија, кои што се посилни всушност од иницијално очекуваните, а се видливи особено преку следниве канали. Прво, исклучително висок раст на цените на примарните производи, односно ФАО индексот на храна, достигна историски највисоко ниво во март оваа година, 60% повисоко ниво во споредба со предпандемиското ниво, а енергентите го достигнаа својот историски максимум во август оваа година, кога цената, например, на електричната енергија достигна 650% повисоко ниво, а на гасот 250% во споредба со крајот на минатата година. Доколку се направи споредба со предпандемиското ниво, овие ценовни шокови се уште повисоки. Овој шок на цените на примарните производи, заедно со јазот помеѓу побарувачката и понудата, резултираше со големо забрзување на глобалната инфлација. Така, од 4,7% минатата година, таа се зголеми, односно се проценува на 8,8% оваа година, а особено таа е висока во помалку развиените економии, каде достигнува историски високи нивоа двоцифрени. Високата глобална инфлација доведе до забрзано и посинхронизирано затегнување на монетарните политики од страна на централните банки. Ова пак придонесе за значајно затегнување на глобалните финансиски услови, односно помала ликвидност, повисоки каматни стапки на меѓународните финансиски пазари со можно негативно влијание врз глобалните финансиски текови, како што се странските директни инвестиции, портфолио инвестиции и кредитите. Сите овие фактори, заедно со пролонгираните ефекти од пандемијата, неповолно се одразуваат врз економскиот раст, односно и врз билансите на корпоративниот сектор, но и влијаат неповолно и врз расположливиот доход на населението, а дополнителен предизвик е тоа што сега, за разлика од пандемијата, просторот за фискална поддршка е ограничен поради зголемениот јавен долг, но и новиот макроекономски контекст. Сепак, интензитетот на ефектите се очекува да биде најсилен во земјите кои што се директно зафатени со војната и кои имаат поголема трговска и финансиска поврзаност со Русија и Украина. Оттаму, меѓународните финансиски институции прават надолни ревизии за глобалниот раст, а нагорни за глобалната инфлација. Според Меѓународниот монетарен фонд, по постпандемиското закрепнување на глобалната економија од 6% минатата година, се очекува забавување на растот на 3,2% и 2,7% оваа и наредната година, што е надолна корекција за 0,4% поени и 0,9% поени во однос на априлските проекции. При тоа, поголемо забавување се очекува кај развиените економии, а помало кај економиите со пониско ниво на доход. Кај дел од економиите, на кои што отпаѓа околу 1/3 од глобалната економија, се оценува умерена техничка рецесија, односно 2 последователни квартали на пат во текот на оваа или наредната година. Кај земјите од Западен Балкан, Меѓународниот монетарен фонд проектира растот да забави од 8,3% минатата година на 3,8 и 2,7% оваа и наредната година. Од друга страна, се прават нагорни корекции кај глобалната инфлација, особено кај помалку развиените економии, каде што се оценува во просек 10%, а кај значаен дел од нив, односно доминантен дел двоцифрена инфлација,
која пак се очекува да забави на 8% наредната година. И покрај овие надолни ревизии, ризиците за растот остануваат претежно надолни, а за инфлацијата претежно нагорни. Кои се тие клучни ризици кои што ќе дефинираат натамошната патека? Прво, натамошен раст на цените на енергенсите, можен натамошен раст, поголема ригидност на глобалната инфлација, посилно затегнување на меѓународните финансиски услови, послаб раст на кинеската економија, која што всушност е втора по големина економија, веднаш под американската, со значајно влијание врз целокупниот глобален раст, како и можни потрајни последици врз потенцијалот за раст на глобалната економија. Што значи овој глобален амбиент за извозната побарувачка за наши производи? Се очекува раст на странската побарувачка, но побавен во однос на априлските проекции, 2,4% оваа година и 0,3% наредната година, што представува надолна корекција од 0,5% поени и нешто повеќе од 2% поени за двете години соодветно. Во 2024 година се очекува постепено закрепнување на странската побарувачка со стапка на раст од 1,8%. Ваквите корекции се одраз на очекувањата за пониска економска активност кај повеќето наши трговски партнери, а особено кај Германија, на која што отпаѓа некаде близу до 50% од нашиот извоз. Што значи овој глобален амбиент за нашите увозни и извозни цени? Генерално, повисокиот раст на цените на примарните производи во тековната година, пазарните очекувања и очекувањата на меѓународните финансиски институции се во насока на нивен пат во наредните 2 години, значи постабилни движења кај оние пунктови кои што креираа голема ранливост во овој период. Сепак, во споредба со априлските проекции, речиси кај сите енергенти се очекува посилен раст оваа година, а нагорни поместувања има и за наредната година, освен кај нафтата каде се очекува поголем пат. Кај храната исто така ревизиите се претежно нагорни, кај металите ревизиите се во надолна насока и за двете години, при оцени за поголем пат во 2023 година и стабилизација во 2024 година. Кај странската ефективна инфлација е извршена позначителна нагорна ревизија и се очекува таа да изнесува околу 9% оваа година и 6% наредната година, односно ревизија за околу 3% поени за двете години. Сумарно, во споредба со априлските проекции, ова упатува на поголеми увозни притисоци врз инфлацијата и трговскиот дефицит оваа година, со умерени подобрувања кои што се очекуваат од 2023 година па натаму, но мора да потенцираме дека неизвестноста останува. Кои се клучните предпоставки за проекциите на кои што се темели макроекономското сценарио? Прво, поаѓаме од понеповолен глобален амбиент во споредба со априлските проекции заради подолгото траење на војната во Украина, кое што креира надолни ризици за економскиот раст, а нагорни за инфлацијата. Особено понеповолни се движењата кај светските цени на енергенсите, во услови на висока увозна зависност на македонската економија, и тоа во целост кај нафтените деривати и гасот, а делумно кај електричната енергија, но и висока енергетска интензивност кај дел од производниот сектор. Понатаму, предпоставуваме постепено исцрпување на овие неповолни ефекти од втората половина наредната година, во согласно со проекциите на меѓународните финансиски институции за пат, односно стабилизирање на цените на примарните производи. Понатаму, предпоставуваме понеповолни финансиски услови на меѓународните пазари, како одраз на поинтензивниот циклус на затегнување на монетарната политика на централните банки, а особено на најразвиените централните банки од најразвиените економии, бидејќи тие се тие кои што всушност најмногу може да влијаат на меѓународните финансиски пазари. Сепак не очекуваме позначајни пролонгирани неповолни ефекти од пандемијата врз макроекономскиот контекст.
Исто така, многу значајна претпоставка е очекувањето за среднорочна фискална консолидација согласно со фискалната стратегија на Министерството за финансии, според која се предвидува од буџетски дефицит од 8,1% од бруто домашниот производ во текот на пандемиската година, 2020 година, да се сведе на околу 3% во 2025 година. Исто така се очекуваат и одредени позитивни ефекти од најавеното интензивирање на јавните инвестиции и можни инвестиции во дел од извозниот сектор. Врз основа на овие претпоставки за глобалното окружување и за домашното окружување, подготвена е целосна ревизија на макроекономското сценарио на среден рок. Кои се најновите проекции во однос на бруто домашниот производ? Со оглед на надолните ревизии на глобалниот раст, правиме надолна корекција на растот и во домашната економија. При тоа, со оглед на високата неизвестност и големата променливост, изготвивме две сценарија. Во првото сценарио, порастот на БДП од 4% минатата година, за оваа година предвидуваме забавување на растот на 2,3%. Во првата половина од оваа година беше остварен раст од 2,6%, кој што беше повисок од нашите проекции, но сепак проценуваме забавување во втората половина од годината и за цела година правиме надолна ревизија за 0,6% поени. За наредната година исто така се прави надолна ревизија за 1% поен и се проектира раст од 2,6%, сличен со проекциите на меѓународните финансиски институции. Во второто сценарио, растот оваа година би изнесувал околу 2%, пошто би забавил на 1,8% наредната година. Ризиците околу растот остануваат надолни и во голема мера ќе зависат од надворешното окружување, а пред се од европската економија. На среден рок се предвидува постепено закрепнување на економијата во услови на постабилен глобален амбиент со стапки на раст од околу 3,6 до 4%. Во услови на поспора динамика на раст се проценува дека економијата би го надминала пред пандемиското ниво во 2023 година, наместо оваа година, како што беше проектирано според априлските проекции. При што кумулативната загуба до 2024 година во однос на априлското сценарио изнесува 0,9%, а во второто, алтернативно сценарио 1,4%. Во однос на структурата на растот, како и при априлските проекции, се очекува позитивен придонес на домашната побарувачка, а негативен на нето извозот. Согласно со остварувањата во првата половина од годината, се очекува позитивен придонес од инвестициите, главно како одраз на акумулирање залихи на суровини и енергенти, согласно со расположливите информации од Државниот завод за статистика. Растот ќе продолжи во наредниот период, но со поумерено темпо, поддржан од инвестициите во јавните инфраструктурни проекти, согласно најавите, инвестициски проекти во производниот и во енергетскиот сектор и постепено опоравување на странската побарувачка, односно извозот. Кај личната потрошувачка очекуваме забавување на растот поради помал реален расположлив доход и помала склоност за потрошувачка во услови на растечка неизвестност. Извозната динамика останува со позитивен придонес, но со тренд на забавување согласно со проекциите за забавување на глобалната економија. Растот на извозот и на домашната побарувачка, кои имаат релативно голема увозна компонента, ќе доведат и до раст на увозот, со што нето извозот во просек ќе има негативен придонес. Иако очекуваме забавување на растот, а со тоа и на побарувачката, сепак правиме нагорна ревизија на инфлацијата како резултат на следниве два клучни фактори. Прво, повисоките досегашни остварувања
во просек 13,2% од почетокот на годината, заклучно со последните податоци, кои доминантно произлегуваат од категориите храна и енергија, во услови на посилен раст на светските цени од очекуваните. И вториот фактор на горните ревизии на меѓународните финансиски институции за цените на храната и енергенсите, но и на другите увозни производи. Инфлацијата за 2022 година се оценува на 14,3%, додека за наредната година се очекува забавување на 8 до 9%, зависно од порастот на цените на струјата на регулираниот пазар, при проекција на меѓународните финансиски институции за пад на цените на примарните производи наредната година, субвенционирање на цената на електричната енергија за прехранбената индустрија, како и постепено затегнување на монетарните услови. На среден рок инфлацијата ќе се намалува, сведувајќи се на 2,4 и 2% во 2024 и 2025 година. Значи, на среден рок очекуваме постепено стабилизирање и враќање на историските нивоа на инфлација. Во споредба со останатите меѓународни проекции, кои се нашите проекции, во основа меѓународните финансиски институции за оваа година проектираат раст од 2,1 до 2,7%, нашата проекција е во едното сценарио 2, во другото 2,3%. За наредната година тие се движат од 2,3 до 3%, кај нас проекциите 7,8 и 2,6% во зависност од сценариото, а за инфлацијата во основа слична динамика се забележува и кај нас и кај меѓународните институции, односно по високото ниво на инфлација, која што е регистрирано оваа година, се очекува постепено забавување 23-та година, а особено 2024 година. Во однос на надворешниот сектор, кој што секако за нас е многу значаен, со оглед на стратегијата која што имаме, а тоа е монетарна стратегија на одржување на стабилен девизен курс на денарот во однос на еврото, ги имаме следниве проекции. Растот на цените на енергенсите покрај врз инфлацијата значајно се одразува и врз трговскиот дефицит и дефицитот на тековната сметка, кој оваа година се продлабочува од 3,1% на 7,4% од бруто домашниот производ. Неповолните ефекти кај трговскиот дефицит делумно се ублажуваат од поволните движења кај приватните трансфери, кои 2 години поред имаат солидни стапки на раст, достигнувајќи историски највисоко ниво. Наредната година се очекува намалување на дефицитот на тековната сметка на 5,6% од бруто домашниот производ во услови на очекувано постепено стабилизирање на берзанските цени, помали притисоци врз увозот од досегашното кумулирање на залихи и релативно поповолна конјуктура за дел од извозниот сектор. Дефицитот на среден рок ќе продолжи постепено да се стеснува и во просек се проценува на околу 1,6% од бруто домашниот производ, кое што ниво е слично на предпандемиското. Како ќе се финансира дефицитот на тековната сметка, во основа во значаен дел ќе биде финансиран од приливите на финансиската сметка, кои се очекува да достигнат 6,4% од бруто домашниот производ, главно во форма на странски директни инвестиции и надворешно задолжување, структура која што беше присутна и досега. На среден рок се очекуваат финансиски нето приливи во просек од 4,6% од бруто домашниот производ, што е малку повисоко ниво во однос на претходно очекуваното. Финансиските приливи ќе бидат повисоки од дефицитот на тековната сметка, кое што ќе резултира со раст на девизните резерви. Во текот на целиот период на проекции, показателите за адекватноста на девизните резерви остануваат во сигурна зона, што е и своевидна на тамошна гаранција за одржливоста на оваа монетарна стратегија, а тоа е одржување на стабилноста на домашната валута. Во однос на банкарскиот, финансискиот систем, во услови на солидна капитализираност
и ликвидност, банкарскиот систем продолжи да обезбедува солидна кредитна поддршка, која во текот на третиот квартал достигна 9,9%, кое што беше умерено повисоко од нашите априлски очекувања, а особено забрзаа кредитите на корпоративниот сектор како значајна ликвидносна поддршка во овој неповолен економски амбиент. Во услови на зголемена неизвестност и постепено затегнување на монетарната политика се очекува умерено забавување на 9,2% на крајот на оваа година, а на среден рок кредитниот раст би изнесувал околу 7,4%. Депозитите, кои што представуваат главен извор на финансирање на кредитната активност, продолжија да растаат и оваа година, иако со поумерена динамика, 3,4% во третиот квартал, што е нешто пониска динамика од очекуваната со априлските проекции. На среден рок се очекува депозитите да растат со слична стапка како и кредитите 7,5%. Резимирано, поради пролонгираното дејство на геополитичките фактори, глобалните изгледи за растот и за инфлацијата се понеповолни во однос на априлските проекции. Сепак, меѓународните финансиски институции очекуваат раст на глобалната економија за 3,2% оваа година и 2,7% наредната година, но поумерен. Овој глобален амбиент се одразува и на нашата економија, која е високо увозна зависна, поради што исто така се очекува помал економски раст, а повисока инфлација. Кај инфлацијата, по забрзувањето оваа година, се очекува постепено намалување наредната година, а особено на среден рок, кога очекуваме да се врати на пред пандемискиот историски просек. Ризиците за проекциите се оценуваат како изразено надолни и се поврзани со надворешното окружување, особено со текот на војната во Украина и импликациите врз глобалните пазари на примарните производи и врз растот на европската економија. Овој неизвестен глобален контекст уште повеќе ја потенцира потребата за водење на прудентни домашни политики. Во услови на зголемени инфлацијски притисоци, а особено инфлацијски очекувања, централните банки мора да ја затегнуваат монетарната политика, иако не станува збор за класичен шок на страна на побарувачката, каде што тие се најефикасни. Оттаму, ние уште минатата година започнавме со постепено нормализирање, односно затегнување на монетарната политика, користејќи повеќе инструменти, особено интервенции на девизниот пазар. Оваа година продолживме повторно користејќи широк спектар на инструменти, а не само основната каматна стапка. Покрај основната каматна стапка, реагиравме со каматната стапка на кредит преку ноќ, на репо операции, на депозит преку ноќ, на 7-дневен депозит. Дополнително беа направени и промени кај инструментот за задолжителна резерва, и тоа во 4 наврати, а исто така беше направена промена, односно за прв пат беше воведен противцикличен заштитен слој на капиталот во функција на натамошно јакнење на макроекономската стабилност. Народната банка, како и досега, ќе продолжи внимателно да ги следи сите најнови макроекономски податоци, ризици и ќе продолжи одлучно да ги презима сите мерки, реагирајќи со широк спектар на инструменти во функција на одржување на макроекономската стабилност, односно стабилноста на курсот и среднорочната ценовна стабилност. Благодарам.